Здраво живо, поздрав од ресторан Куманово СПА, емисија за Куманово, 128 поред. Денеска имамо интересантнога соговорника, кој има, да каже, доста убави работи за наш град. А нашиот ваш гост е познат актер од Куманово, Љубица Кузмановска, или како кумановци го викаат Буба. Буба, здраво живо, како си? Добро сам, фала на покано. Кажи ми, откуде е овој надимак Буба? Па Буба, веројатно скратено од Љубица. Цел живот сам Буба. Некој кој ќе вика по мене Љубица, мене ми е просто чудно. Буба. Обичаено на почеток на емисија, кажи ни ти куде си родена, у кој дел на град? Јас сум родена во Куманово, тачно сам родена на улицу Моше Пијаде, број 52, сега таму е нова куќа, нормално. Наша беше многу стара, веројатно наследена од дедовци, прадедовци и така дале. Цело детство ми е пројдено на тој улицу. И сега кога ќе проваѓам преку тој улицу, мене ствара ми се некоја носталгија. И ја обавезно ќе застану да го погледам тој куќу и се сеќам како е била наша стара куќа, како е бил двор. Сеќам се на мои другари кои што цело детство ми сме се играле Боре, Ацо, кои што су ми мили и ден денес како ќе ги виду. А куде е ташо до оваа куќа прилика сега тој? Куде што е оваа пекара фреш, туи за кифли или негде погоре? Куде е испод суму доле ташо до оваа, тако ли? Па негде на средину на улицу или можда и почеток на улицу 52 број, како да кажам. Ајде опиши ни какво е било детство кога си била мала. По моје детство било е многу интересантно. Уствари, можда и на некој начин тужно, затоа што на 6 години мајка ми почина и све ми се промени у детство. И на 6 години сум пошла у школу, зашто сестра ми ме одведе у школу, вика да те запишу. Па мала сам, не, ке те запишу. И онда се учител ке бирав деца, нели, за оделение. И мене никој не ме бира. И на крај сви си отидесува и сестра ми вика: учителка, ај земите го сестру ме. Добро, вика, ајде ке го зему, да не плаче и свето, и ја појде у школу. И така. Куде си учила, кој школу? У Кочарацин. И убаво детство ми е било, макар што сме биле многу сиромашни. Како почна мајка ми, тој сиромаштво још више беше потенцирано. 52 годину татко ми остана без работу, сви театри у провинција беа затворени, с образложение дека Скопје ќе може да ги намири сви тие градови со своји представи. Татко ми остана без работу, една сиромаштија, што да ти кажам ли, ја беше многу весело дете, така да тој сум ga на некој начин, не знам, добро сум го проваѓала едноставно. А што сте играле Бубо највише надвор с другарчиња? И джилик сме играле, и стално сме ударале с тие джилици. И играле сме джандари и лопови. Криле сме се по свисокачиња, едно друго. Многу интересно, и многу убави другари сам имала, кои што ме многу штитесва на некој начин. Затоа што сам била без мајку и многу сум ме помагале во све. Така да и ден денес ми е многу драго кога ќе ги виду. Многу. Ај спомни ги другари од детство кои су те биле тега и другачки. Туја. Ацо Мечка, Боре, Цеца, Гита. Сви тие што су били у моја околину. Биле сме многу другари, многу сме се играле, не сме биле баш мирни. Дали си ти како и сви други деца од тој период веќино биле надвор, скоро цел ден? Па надвор сме биле, зимуска не, затоа што и школа и ладно многу. Летовска по цело време сме биле надвор, па сме ишле преко Башча на вручу воду. И преко тој воденицу многу ми е било интересантно да пројду. Имаше тој еден кладенец у Башче. Кладенец имаше еден лист. Имаше еден кладенец с многу ладну воду
I uvek tamo kad zastane smo, kad pije smo vodu, kad se razvlada smo i idemo natamo. Mnogo jede smo tija zeleni voća, jabuke, slive, ovo, ono. Kida smo, kude projdemo, to ide. Tako da, upravo baš ono pravo detstvo kako što treba da vidi. Ali spomnao u zimu, u toj vreme karakteristika je bilo da je imalo mnogo sneg. Imalo je mnogo sneg. To je, ne znam, jednostavno ne može treba mnogo vozila i po ulice imaše mnogo sneg, 1,5 metar sneg možda i ljudi ki iskopa su jedno putinče kude što može da se ide, da se odi. I mi u dvoru isto ki iskopa smo kude treba kude što treba da se projde, tako da беше dosta interesantno. Mnogo smo se lizgale, mnogo sneškovci pravenje, mnogo gađanja sa stopke, mnogo. Mnogo, da. Mislim, jedno detstvo preubavo, zato što u krivu mi je što današnji deca nema takvo detstvo. Da, za žal сега je vreme na kompjuteri, na... Da. Ne može, jednostavno ne može da shvatim kakvo detstvo je bilo toj. Kaži mi, u školu, koja je ti bila učiteljka ili učitelj? Učiteljka mi je bila Vera Zafirovska, dobra učiteljka. Tako da, dobro sam provađala u školu, posle stekna školski drugari, drugačke, tako da fino mi je bilo u školu. Aj spomni ga od osnovnu školu koju ste bili u klasi. Koga pamtiš? Duško. Duško Ivanovski, mislim da Duško Ivanovski, Bobi košarkar. Da, on beše, pa Jovica Popovski beše. Beše mnogo mešanih, i cigančinja, i albančinja, i mi bimo mešani. Tako da, ipak bile smo mnogo pomali. Momčilo Nikolovski, koji što beše mnogo prgav i znaješe svite da ne udari. Poviše, mislim, kad porasneš i dok si u gimnaziju, stekneš mnogo poviše prijatelje. Tako da mi je i osnovno učilište i gimnazija bile su mi mnogo interesantni. Ne toliko poučenje koliko što naše drugarstvo je bilo, ne li? Ali dobro je provođalo sve. Викаш учителка je bila dobar pedagog, u to vreme se imalo red, disciplina, mora se poštuje čas i svi drugi работe koji su bile kvalitetni u taj period. Dobro, disciplina je i malo, i golem odmor, na malo odmor ne si iskačeš od učilnicu, na golem odmor svi iskočimo na dvor, ako vide pismeni, mi se pomagasmo jedan sa drugoga, što i kako da se napiše, po matematiku da se reši zadače. Tako da, ubavo vreme. Kaži mi u gimnaziju, koji ti je klasa? U gimnaziju beše profesor po matematiku, što ne mu se sećam na ime. On mi je bio klasan. I Branko. Pa, poviše se menja se u svaku godinu, drug klasan beše. Tako da, isto odelenije, različan klasan. Da li je imalo od osnovnu školu koji su produžili sa tebi u gimnaziju ili imalo i novi učenici? Da, imala su. Ja sam imala drugari od prvo odelenije, osnovnu školu, do maturu. Da, to su bile moja drugačka Nada i Jovica. Oni su bile sa mene od prvo odelenije do maturu. Nada Hristova li? Nada Hristova. Da objasnimo, Nada Hristova je bila supruga na Hristo Bugarina rukometara. Da. Tako je. Da. Tako da mnogo golemo druženje. Mi smo bile nerazdvojni ja, Eta i Nada. U klas smo bile svite združeni. Kako jedna familija smo bile svite. Mnogo smo se pomagale. Ako idemo negde da se šetamo, svi idemo grupno.
Ako se dogovorimo da begamo od časovi, svi begamo grupno. Tako da mnogo ubav period, ubavi drugari, големо другарство. Се кажи ми, пред да дојдемо на оној главно, на театар, ти кад си први пут искочила на Бино, кажи му тој време, куде си искачала во Куманово, у Чаршију, кад сте биле ви, да кажем, од гимназиски денови? Не сум многу искачала. Повише смо ишле по другачке, по другари. Доке школска година ми смо едноставно ишле да земемо, да препишемо задаче и едно и друго. Мислим, не е бил тај период како денешни деца што искачав, још док су помали. Ми смо биле много дисциплинирани, много пазени од родители. Такво другарство е било. Кад е лето, било е много по-другаче, а сега, док е било зима, било е повише дома. Ваш татко е бија у тешку ситуацију, не имае супругу и морае вас да би изведем на прав пут и не му е било лесно уопште. Он се е борија човек да, што вика в Кумановци, да ви даде парче леп. Не е било лако уопште. Јас сам од мала била многу привржена на татка ми, дека да увек сам знала кад е тужан, кад е насекиран и све тоа. Знам дека еден пут беше многу тужан и доваѓа еден комшија да би опишу ситуацију колку е било тај сиромаштија. Доваѓа комшија и ga пита: "Џоко, што ти е тебе?" Он вика: "Како што ми е? Немам работу, тражу работу да се запослам, бемо 3 деца дома." И вика: "Јутре ќе немам леп да ги дам на деца." А комшија вика: "Што се секираш? Ја јутре ќе ти донесу џак брашно. Ако имаш, врати ga. Ако не, алал нека ти е." И мало е солидарност и мало е поштовање. Много. Комшилок е бил толку, не знам, толку привржен, толку наклонет увек да помогне и све. Убави времења, убави. Се кажи ми, како се деси тој ти да закорачиш у глумачки воде? Дали по иницијативу на некога или ти само? Не, јас сум пораснала во театар. Практично сум пораснала во театар. Тега театар беше каде хотел Кристал, што е сега. Убава зграда, права театарска зграда с големо гримиорно, с убави седишта, с ложе. Така. Нели, баш онај стар театар. Така да ја од школу право ке отидеше у театар и најинтересно ми беше да улегна у гримиорну, а цела гримиорна миришеше на мастикс. Оно што се лепи в бркови и браде, на пудер, на шминку, и мене ми тоа беше многу интересно. И имаше едно огромно огледало, многу убаво, со многу убав рам и костими наредени. И јас стално взимаше или ќе видо ќе се облечу в некој костим и тој огледало. Мислим дека, не знам, још од малу мислим дека сум родена со театар, не знам. Вајде е тој нешто, има нешто такво. И после док беше у школу, на пола матуру, спрема смо печалбари, ајде ја ќе го режирам, татко ми уствари побише ми помагаше отколку ја што ќе режирам и искочи убава представа. Така да од 15 години ја почна да играм у театар. Татко ми дома имаше еден текст "Младоста пред суд". Ја го прочитав цел текст и викам: "Ја земи ме мене да играм." Не долази во обзир, не како ќе играш, ово, оно. Уствари не икаше он да ме толку зарази с театар, затоа што знаеше дека е тој напорна работа, изискува многу труд, многу време, многу напор. Али ја беше уморна и упорна и он ми го даде тој улогу да играм. И баш е тој на Еве го да го покажеме овој слику. На мои 15 години, кога што сум... Ова е 6 година, пишује "Младоста пред суд". Младоста пред суд, да. Овдека си имала ташно 15 години. 15 години, да. Каква беше прво осеќај кога се појави на Бино? Еве, ти си била фактички дете, трема имало сигурно, узбудена си била, сам осеќај бија доста чуден.
Trema je imalo uvek, čak i profesionalac posle kad sam bila u teatru, ja sam uvek imala tremu. Normalno dok da iskočiš na scenu, posle više nema. Ali ubavo čustvo mi je bilo. Ubavo. I mnogo sam mu bilo zahvalna na tatka mi što mi ga dade tu ulogu. Evo da ga pokažemo i tatka ti. Ovo je 71. godina. Ne, ovo je Lenče Kumanovče sa Đoreta, da. Čekaj, tatkovi, evo ga, pardon. Ovo je tatko mi ovdje. Ovo je Nelije. Da, to je, isto sam bila u gimnaziju. To je Stapica za Golubci, predstava, kude što igraše. Ja stalno igraše, dok beše u gimnaziju, stalno igraše u teatar, honorarno, u poviše predstave, tako da klasa mi beše Karadža. Na kraj na godinu u svidetelstvu Neli ima grafa kude što se napiše u karakteristike. I on mi beše napišao okupirana sa teatarskom umetnost. Stalno begao časovi za da stigne na predstave. Колко ти татко ти помагае почетак на кариеру? Што те во кој највише саветувае? Подршка njegova ti je bila mnogo bitna u tije... Meni mi je podrška bilo samo njegovo prisustvo. Samo on da mi bude u blizinu, on mi je davao silu, on mi je davao potik. Mnogo sam ga sakala tatka mi, tatko mi je bio mnogo dobar, savremen čovek, jedno srce planina. Ne znam, u stvari uvek sam ga pitovala, kaži mi kako ovaj lik treba da se gradi. Ne mi je kažuvalo kako, najdi sama. Najdi sama i istražuj i tako da pokasno u teatar kad se zaposli profesionalno posmatraj ljudi okolo tebe i kad ga najdeš lik. Ja sam stalno posmatrala ljudi, tako da mi je mnogo pomagalo to u stvaranje za jedan ubav, lik na scenu. A u to vrijeme imalo je, kad smo živjeli u tu državu, u Jugoslaviju, imalo je plijada na glumci. Verovatno ti si od tega, ako je malo televizor gledala, si učila od nekoji glumci od to vreme. Imala li si nekoga uzora glumca od Jugoslaviju koji ti je bija na neki način vodilka za usavršavanje u glumu? Pa mi televizor smo kupili mnogo pokasno. Od Moške pijade premesti smo se u centar. Tatko mi dobi stan u teatar i premesti smo se tamo. Tako da nisam imala mnogo prilike da gledam ni beogradski predstave, ni skopski predstave i sve. Od to što su dovađale skopski teatri kod nas da gostuje, Milica Stojanova, Meri Boškova, kako likovi, kako izražajni likovi su mi bile mnogo dobri. Tako da ne je ubavo da se kopira nekoj. Ja sam uvek sakala da pogledam, da vidu što je i kako je, ali to je da ga napravu na moj način. Ne možeš da iskopiraš nekoga, to je druga ličnost, ja sam druga ličnost, ali ipak pomogne na nekoj način. Evo nova fotografija je bilo. To je ja i tatko mi. U Stapicu za Golubci, da. Mnogo dobra predstava. Kaži mi, kad si došla na 15 godine u teatar, kako je bio teatarski život u Kumanovu? Ti si bila dete, nisi mogla da napraviš možda ubavu analizu, ali prv tvoj utisak kad si došla u teatar 6. godinu. 6. godinu već vidna profesionalan teatar, Dragi Dimovski Šetko работеше pre toj amaterske predstave, dok da stvori teren da se otvori profesionalan teatar u Kumanovu. Tako da, kad se tamo kod što je danaska teatar, to je beše kino sala. Posle on ga napravi da bide teatar, nov teatar, ubavo sve napraveno, tako da imaš osjećaj da ulazaš u prav teatar. 6. godinu ja se zaposli u teatar, mislim 63. maturira. Za celo to vreme sam igrala u teatar predstave. Posle maturu otide u Beograd, stakaše da studiram. Ne možeše kasno otide za prijem tamo na teatarsku akademiju. Ja se zapiša na pravo. Zamisli pravo i teatar. Uopšte ne, mislim... Ne korespondira jedno sa drugom. Ma nikako.
pokuša tamo, zato što cijela moja generacija beše u Beograd. Ubavo beše sve, samo ja ne se najde u pravne nauke. Nikako, meni mi beše preokupacija teatara još u toj vreme, tako da se vratio ovdeka i vikam ja se zaposlila u teatar. I to je baš interesno što svi glumci gi znam, normalno s njima sam igrala i dragi Šetko mi vika, ke polagaš audiciju. I kako ću polagam audiciju kad ja sam igrala celo vreme u teatar? Ne vika, to je jednostavno mora, svi što se prima mora na audiciju i sve to. Dobro, svi glumci naredeni u prvi red i me posmatra, ja iskačam na scenu i gi gledam i počinjam sa parče od nekoju dramu, pa posle recitacija, pa posle pesma. Sada koju pesmu da ispoju, ajde vika jednu pesmu i meni mi padne na pamet Crven Pesić Nano. Otkude to mi padna na pamet, ja pojma nemam. Ali ispojagu, ovije u prvi red su i popadalo smešku. I duri pokasno, oni mi kažava, sve je to napraveno jednostavno da vidimo kako se snajdeš i da bude jedan takav komičan trenutak. I to je beše stvarno tako je. Драги Шетко е bio доста интересантна личност. Много. Има големи заслуги за прогрес на театар у Куманово. Од твоја гледна точка, Драги Шетко, една дефиниција за njega како човек. Драги Шетко je bio izvrstan čovek, izvrstan karakter. Ja uvek vikam deka u toj vreme, kad sam bio u teatar dok je bil Šetko, uvek vikam deka je to zlatno vreme na teatar. I stvarno je bilo zlatno vreme na teatar, mnogo ubavi predstave su se spremale, izdržani, ubavi, fini. Mnogo predstave su snimani za makedonsku televiziju. Tako da je bio mnogo strog i pravičan. I u jednu priliku ja dobi poklon od Skopja da idu u Skopski teatar. A u isto vreme u naš teatar se dele sva stanovi. Imaše stanovi za teatar odredeni. I vika, ne, ti si sad zaposlena, ne može sada stan da dobiješ. Dobro, vikam, ako vi ne mi dadete stan, pošto ja beše verena, ako vi ne mi dadete stan, ja idu u Skopje. I za da ne mi izgubi oni, da desva mi stan, tako da ja idem danas živam u taj moj teatarski stan. Ali u ovo vreme, Dragi Šetko je bil izvrstan čovek. Ako neko nešto pogreši, ako neko kaže vikate direktor, nas je bilo strah zašto ne vika taj direktor. Zašto? Da li smo nešto zgrešile, da li što, kako? Da li on ne uputuješ i kako da se ponašamo u grad. Ipak vi ste glumci i treba da znajete kako se ponašate. Čekamo sliku da go pokažemo. To je Lenče Kumanovče, ja i Đorđe Andov. Ти kad si došla prvi put u teatra, koji su bili glumci? Bile smo Lile Georgijeva, ja, Milojka Kovačević, Nacko od Strugu. Tega beše običaj jednu godinu, jednu sezonu da bi ideš u jedan teatar, ako ne ti se sviđa, ti se premestiš u drug teatar. I naravno, na audiciju, ako si dobar, oni te primi i tako. Tako da imaše mnogo Gravčev, Momir Hristovski, mnogo golema ekipa, kuda što stvarno kvalitetna ekipa. Niko ne je imao teatarsku akademiju, ali svi su bile toliko nadahnuti sa teatar, toliko talentirani, toliko su ga sakale teatar i su se trudili uvek predstava da iskoči onako kako što treba, sa visok kvalitet. Inače Šetko ne bi go puštio, naravno. A imalo li je posetenost narod, dovoljeli na predstave? Mnogo beše poseteno. U to vreme teatar se poštuješe mnogo. Ako imaše premijera, svi dovađa svečano oblečeni. Žene u dugačke haljine, doterani mnogo, sve to. Tako da to beše prava svečanost. Što danas više ne je slučaj, mislim.
Нормално, други времења су. Бубо, ми ќе покажемо сега овде имаш ти пуно мои слike. Овој ми е слика. Да, тој ми е ти слика. покажи. Ова е слика. Ова слика ми е од еден филм Црно семе, што го режираше Кокан Раконјац. Он беше дошол у Куманово и по околни села снимаше филм с Љубо Тадиќа, с Јелену Жигон, с пуно глумци, Милан Срдоч, сви од Белград. И на njega му требаше една артистка што ќе игра мајку на коju ги убива деца и кој што она ги чека да дојде, а они донасаву ги деца у кола, убиени. И он дојде у театар и го гледа представу Печалбарија. Ја играше мајку у Печалбарија, имаше 25 години и ја викам како ќе играм на 25 години мајку. И питам, татка ме упути ме некако, молим те да знам на кој начин на кој начин да го оствару тај лик. Не вика, сама ќе најдеш едноставно, посматра и јас ле посматраше стари жени како се понаша и направи доста интересантен лик, убав. И Кокан Раконјац ме зема за тај филм и беше многу задоволен. Еве и друга слика овде као овај. Тоа е исто со татка ми, а јас сум бил у гимназију. А од твоја генерација од гимназију само ти си останала глумица. Мислим, ти си продолжила на глуму, други не имало. Само ја. Да. Само ја. Све отидеа на различити факултети и све само ја беше у театар и остана цел живот у театар. Ево, ова е интересна слика исто. Тоа е на чекор до есента, ја и Момир Христовски, да. Он беше многу добар колега, многу интересантен, добар комичар. Стварно многу убави слики, интересантни. Убави слики. Ево сега вие ти ќе ни ги објасниш кој е куде, мислим што е поента. Ово е од матуранти. Ово е од Зона Замфирова, во гимназија сум била. Да. Сви тие су биле, ово е Мирандолина. И интересно е за Мирандолину, наш театар требаше да отиде во Врање на гостовање. И сега една глумица се разболи и Шетко ми вика, ти се убаци у представу. Како викам, ке се убаци у представу, нити знам текст, нити ништо. Гледала сам го представу и проби и све, али не можу, не да знам текст. Ке да научиш. И он ми даде едно попладне, после појдемо тамо, ја у автобус го учу текст. Сва среќа има смо доброга суфлера и убаво пројде представа. Ево далje. Ово е матуранти. Кажи ми, многу млада си бинала популарна у Куманово. Само кога ќе се појавиш у град, било тие час, ете, покажујевте с прсти луѓе, вика, еве го Буба, млада глумица, Да. прави забаву. Што се осеќавате? А што да осеќам? Ја не сум по природу воображена, иако на многу луѓе такови ми изгледам. Не сум. Мислим, многу ми е пријало некој да ми каже да таа представа е убав лик, многу ви е добра представа, ми имамо добар театар и така дале, ама посебно нешто да ми било, не знам, обичен живот. Обичен човек си останала и далje. Да. Со другачка си правила журке, кога си имале прилику по станови. А тоа е обично, и каде нас дома, ја им кажу на мој дома, тој беше у старо куќу и оште после у овој нов стан, ајде најдите негде, искочите едно друго, ќе ми дојде другачка и другари и ќе направиме едну фину журку. Музика се пушташе, ово, оно, има нешто, не е било кој знае што за едење, торта обавезно.
Tako da posle se izvinjavam na komšije zašto je bilo buka. To je bilo mnogo čudno, защото те период е бија строг. Родители, журка, мислим, може да биде кратка, докуде 9 сат, 10, после нема шансе. Али Добро. такво време е било. И роđendani сме ославили исто тако. Ево, оваа слика ми е бубо интересантна. А тоа е с Кочу. Коча беше дојден од Кратово, многу интересантен човек беше, многу жив, многу темпераментен. Тако да с njega игра смо многу и денес кога се чуемо с njega по телефон, како смо, што смо едно друго. Тако да убаво време, да, и убави слике и Било е у театар динамично, живо, цел ден имало активности, што вика од сабаје до вече. У театар е било многу убава атмосфера. Многу чудновато. Цел колектив се осеќал како една фамилија. Сви смо живеле с наши проблеми, ако може да се помогне, помогнемо, али едно удружење невероватно. И покасно, и постари глумци като отидесува, и като идесува други. Томислав Спасовски после кога иде у театар, он запосли едну целу генерацију од академију, така да имаше доста млади, интересантни и даровити глумци. Шипе, Верче, и Светле, многу добри људи. Ево дека ово е интерес. Душица. Да, тоа е на чекор до есента. Многу добро. Ацо Ѓорчев. Да, Ацо Ѓорчев легенда. Да. Е сега дека гледам некои други фотографии, ти ќе ни кажеш. Овој со слике баш тој снимање што ви викам во Миндал од тај филм Диво семе. Све овамо ја и татко ми снимање. Објасни на наши гледачи дека да било снимање, друга технологија, друг начин на работа е било. Нема као се тие модерни кранови па едно па друго. Така е било повише статика, клапа и почињаш. Добро, представе смо снимале за да се изложи у град. Театар имаше свое место у град, своја витрину каде што изложуваше своји слике од представу и каде премиера, каде реприза и све тој. Така да док збориме, док иде представа, сликар слика и не фати во некој интересну позу. А филм веќе друга техника. Филм е друго, тоа сакаше да кажеш. Ево дека Тој е цел колектив, беше пракса. може да ни кажеш кои се дека прилike да ги спомнеме. Па Ацо Ѓорчев, па Илија Струмениковски, па татко ми, па ја, па Грабчев, па Момир Христовски, па Милојка Ковачевиќ. Од технико људи бества туја присутни. Тој беше пракса. После свако снимање за премиеру, ќе се собере цел колектив и ќе се слика. Да. Така да тој остане за успомен, архиву, баш да. убава успомена. Ова ти е многу убава слика, ова е горе. Ова е, да, тоа е слика од свадба у театар, ова е слика од стюардеси. Ова се тие групни слики. Има повише слики и Дека, состав. ево вие кои се луѓе ме интересира. Овдека се Грабчев, па ја, па струмички глумци, бесмо тамо на турнеју, Момир Христовски. Тако да увек користе смо овој прилику на некој убаво место да се сликамо. И тоа остана успомена. С кога си имала највише представе као тандем, као партнер? Со Струмениковского е пуно и с Добро, кад се запослил Грабчевога, да. театар, Ацо Ѓорчев, Да. Кочо, су ми биле партнери. Све со тој не можеш да одвоиш некога, затоа што тие представе бева многу добри представе, кои што цел колектив игра
i sve se to odviva na taj način. Покасно Ѓорѓе Андов ми беше повише партнер док беше у театар, у пуно представи и у дечи представи и у вечерни представи. Покасно Илија Струмениковски, највише со него имам играно, главни улоги, многу премиери, многу добар партнер. Бубов дека вози точак. Тој се учи да вози точак 300 пута па дна. Така да најпосле научи и си купи точак и стално идеше на вручу воду. Тој ми беше на некој начин како хоби. После пробе у театар, јас земав точак и отиду и понесам некоju книгу и седно и читам. Тој ми беше многу убаво, не знам. Ово се ти се... Тоа се групни фотографии од гостовања. Да. С автобус путување. С автобус. А во автобус увек добро расположение, смешка, шала, песма. Смешка, шала. Застанемо, одмарамо се, стигнемо тамо. И многу убави доживгаи и многу се слика смо. Куде сте путувале највише? Се Македонија? Биле сте нагоре по Србија? Биле смо с Ленче Кумановче, смо отишли у Крушевац и многу убаво пројде представа. Путувале смо у Врање како збратимен град, има смо стално разумене на представе. У Лесковац праве смо представу заедничку, лесковачки глумци и наш театар, Куќа на граница. Така да иде смо и у Лесковац, игра смо представе и овдека. Овдека играм тој се снима у Бигорски манастир. Да, у Бигорски манастир, каде што играше мајку. И многу убаво пројдесмо, затоа што тој манастир е прекрасан. Ми се чини дека е најубав манастир кој што ја га знам. Еви ова е слика. Ова е слика од Јај Ѓоре, да. Бурна ноќ. Многу интересна комедија. И така да многу добар партнер ми е бил. Ево дека Бубо ова слика, овдека нешто у спортско опрему си. Не, тој игра смо едну представу, каде што ја играм некој учителку, да. И има представи кои што су ми страшно многу драги. И останев у мене, оставив трагу, оставив некој печаток. Има некои представи кои што едноставно такој ми пројдев. Јас сум повише драмски лик, сакам драмски улоги, така да и комедија су ми биле добри, али не многу. Кажи ми, колку ти си имала пуно радно време, па чак и превише си работала некад, толку театар влегнаја у тебе, ти си буквално живела за ден кога ќе дојде представа. Фактички било си испунета преку цел ден. Не знам, кад размишлам, ми се чини дека театарот е толку голема преокупација, толку е бил у мене, толку сам го сакала. Па си викам, дали дома ми беше прв дом или театар ми беше прв дом. Увек некој оде таква дилема, али имаше радно време у театар, не се знае. Има смо пробе насабајле, по неки пути попладне и навечер представа. Така да тоа е едноставно и Драги Шетко сакаше постојано да бидеме у театар. Така да нема радно време. Драги Шетко ви бие голема подршка, тоа е дефинитивно. Еве ова слика. Тоа е тај слика за овој филм што викам. Кад во ги носав деца убиени, тоа е тај слика. И и многу убава и трагична сцена. Ево дека се наздравја. Да, тоа е Трите ангели слика, да. Нацко, Мира и ја, да. И ово е исто. И тоа е од Трите ангели, да. Исто добра представа. Ево овај.
To je Ja i Verče, da, u Trite ангели. Evo ga ovaj dole. Ovo je Синишните невини, Гама зраци и Синишните невини. Ето имаше много убаву улогу на мајку, која има много проблеми с две керке и која што на крај мајка полудуе од сви тие стресови и од проблеми, така да 1984 годину беше добила ноемвриску награду на град Куманово за тој улогу. Сега, Бобо, имаш пуно албуми, сега ми ќе покушамо нешто да извадимо, да покажемо. Ово са веќином све твои улоги. Да, тој су господа Глембаеви, тој е... Да, тој е господа Глембаеви, ја и Илија. Колку си мала подршка од твојega супруга за све што си работала? Много. Много сам имала подршку, много разбирање и за тој моje радно време и после деца каде и десува и све тој, така да имала сам подршку и од моју фамилију, за да деца да ги чував, да ја можу да сви мои обврски да ги испуну. Да. Много е важно супруг да ти пружи подршку. Да. Ово е Тука ли е перо, една убава комедија. Ово е глумац Горан Илич. Горан Илич. Ево да го покажем тој слико. Убава представа. Много комика. Баш добра. Може да ни кажеш, ако се сеќаш, на коju представу е имало највише публика, а ти си наступувала во Куманово? Највише публика е имало на Ленче Кумановче. Драги Димовски го спреми тој представу, беше снимана и за телевизију, така да македонска телевизија го конзервира тој представу, да не пропадне, за да може да иде. Много беше добра представа, много добра сценографија, што подсеќаше дека како да е на улицу снимано, а не да су правени кулисе. Колку е битно Ленче Кумановче за култ на Куманово, за нашу генезу на Куманово, за наши обичаи? Много. Много. Представа беше одлично, увек се тражило карта више. Највише беше интересно што публика дишеше с нас. Едноставно го осеќаш дека диша и дека толку се уживи у тој представу што почне да навива. И онај сцена кад треба Бошко да ме бега, нели? Они навивав едноставно. Бега и татко ти ки скочи, бега. Така да беше многу интересно, аплауз после кад они избегави и све тој. Тај представа и денеска живи. Да. Кумановци го многу сакав. Да, многу ми е драго што и денеска живи, што луѓе се сеќави на сви артисти, на татка ми, на све тој. И вика зашто увек на Прочку се е пуштала тај представа, док беше телевизија Куманово. Така е. Увек на Прочку се е пуштала, тој беше како некој обичај, а сега више нигде го нема тај представа. На МТВ го има, ама не го пуштав или... Има ретко, неки пут на другу програму, али многу ретко. А требало би телевизија и телевизија плюс да барем на тај празник, зашто и она е поврзана с Прочко. Идеја за Ленче Кумановче е многу одамна осмислена и направена представа и сви имав заслуги тој што е останало. Сви имав. Да не ги редимо свите, али пуно луѓе има тоа. Тоа е толку компактна представа, да не можеш да оделиш овој е добар, овој промашил или нешто. Нема, тоа е многу добра представа и денеска зборив луѓе за њума и ме питав, дури и реплики кажуве од представу. Толку многу се запознаени. Да, тој су повише драмски ликови. Уствари, јас сум многу играла мајке у театар. Многу мајке. Валјда сам ги како физиономија одговарала за тој, валјда глас. Ја едноставно имам глас кој што може од високу ноту да спадне на многу
dubok ton. Da. I zato mi je bilo Laža i paralaža, komedija. Isto dobra komedija. Бубо, знаеш ли колко имаш отприлike представе направено у некоju твою проценку, да ни кажеш? Pa ne znam da ti kažem. Ali puno ima. Nešto, porano u onoj vreme kad beše Šetko, posle i Tomislav kad ide, mi smo pravile po 7 premijere godišnjo. 7 premijere, od kojih što 5 premijere večernje predstave, a 2 premijere dečje predstave. Tako da svaki večer je imalo predstava, pun repertoar i uvek je imalo publika. Sada više drugo vreme, pomalko predstave, pomalko sredstva ima u teatar, da se pravi pogolemi predstave. Ali imalo je dobra sоработка, dobra spona pomeđu teatar i škole, osnovna i srednja škola. U to vreme baš imalo je sоработка i svak što je bio talentiran mogao je da doje da proba da li može da uspeje u tu работу. Ne znam сега u današnje vreme da li ima takva nekoja sоработка teatra škole, da deca ги učimo, na primjer, Lenče Kumanovče, što je za naš grad, pa i drugi predstave, jer svaka predstava si ima na nekoj način simboliku za Kumanovo. Da. Mi smo davale predstavi i za deca, za svi škole, posle slobodno, koji za deca da dovađa u teatar. Davali smo predstave za vojsku. Tako da mnogo smo rabotale. Mnogo je bilo predstave, svaki večer različita predstava i ti zamisli, svaki večer uletiš kao neki drug lik. I to je bilo dobro. I sve ima svoj šarm. Ali bilo je mnogo interesantno 94-95 godinu kad se otvori televizija Kumanovo, vaša emisija Tumbarije je bila mnogo gledana. Mnogo gledana emisija i ljudi danas ko me pitav zašto go nema ta emisija, bikam ne znam zašto, valjda nema televizija koja što je glumci ima, uvek ima zamena i sve. Slađana od Kumanovsku televiziju pišuješe mnogo interesni, aktuelni tekstovi. I ta emisija ideše baš dugačko. Da. I mnogo beše popularna. Bubo, kaži mi u današnje vreme, gledam neka ljudi sa mnogo zamisleni, nema dovoljno, vika u Kumanovci, nema kod nas dovoljno humor, dovoljno smeška, šala i ovo vreme si ga pravi svoje, ali svak može najde vreme i odišku da si napravi zabavu sam na sebe. Smejanje ga produžuje život, dobro društvo isto, zabava. Da li sam upravo? Pa upravo si. Drugi vremenja, mnogo politika među narod, mnogo siromaštija, mnogo narod se bori za svoj opstanak. Porano, pa ne samo porano, znale za politiku. Ovo je sada strašno. Svak čovek što ga sretneš, on počne da zbori nešto za politiku. Vidiš oboje kako ide, što mislim na svakoga mnogo iritantno deluje. Da. To je predstava. Da, ovo je čest predstava, beše mnogo ubava predstava. Mnogo ubava predstava, mnogo tragična predstava, mnogo aplauzi, mnogo ubavo primjena od publiku. U čest kad majka, što go igram, ja doznava deka ona i žena na Sinamu, sin na Pečalbarstvu i se vraća, ali ne se kažuje deka je on. I oni ga ubivaju na kraju zato što nasrnal praktično na ženu, ali ona ne znaje deka je to. Oni ga ubivaju i kad ovija komšijevu kažuje deka je on došja i deka je on taj, majka je u očaj i predstava završava sa jedan krik. Sa jedan jeziv krik Stefane sine. Ne znam, i posle se gasi svetlo i publika šokirana. A kaži mi, kad ste rabotali tegu televiziju Kumanovo,
Bili ste dobra ekipa, taj Tumbari je malo studio improvizirano, ali mnogo ubavo, mnogo autentičnoga, to je pravi ste za kumanovsku Mnogo prirodno, da. mnogo sve, mnogo je bilo smeška. Sami iznavadj tekstovi beva dobri. Beste ti, Strumenikovski I Boro Veličkovski. i Boro, da. I Boro posle počina jednu novu godinu i promeni se direktor na Kumanovsku televiziju, ko što nemaš razbiranje, jednostavno vika mene ne mi se sviđa Tumbarije i on ga ukina tu emisiju, makar što možeš da se najde za mene za Boru. I jednostavno prestanava Tumbarije. Se kaže mi, falaju ti predstave. Gledam дека si još uvijek voljna i željna da rabotiš. Fali mi. Ja otide u penziju i u teatar se spremaše Tetovirani duši. I režiser dade na jednu artistku da go igra majku. Majka, stara, stamena žena, sa čvrst karakter, koja upravlja sa celu svoju familiju, koja što non stop puši i sve to. Oni ne se najdeva u svetoj. Svi moji tije koleške ne se najde, ne vika ovo je uloga za bubu. I režiser najposle mene me povika i tako da iskoči прекрасна представа. Баш убава. Кој ви ги пишуваја текстовите за у тебе Куманово кога сте работале? Слаѓана. Слаѓана, многу успешни текстови, ја наваѓаше висеви, афоризми. Тако да идеше една мешавина, убава мешавина и луѓе го многу сакаат, да. И мало е повише теме имало, да. Повише теме. Ево, овдека е Томе Спасовски бус. Да, тоа е на Game Over. Многу убава представа. Саша Миленковски режисер беше дошја како, мислим, за njega важеше дека е многу добар режисер и стварно беше добар. Почна да работи каде нас у театар и направи представу Game Over, сасвим различита од други представе. Модерна представа с едно прекрасно содржину, така да тој беше новитет за сви театри у Македонију и като десмо на такмичење у Прилеп, сви беа одушевени и имаше награде нормално. Еве, глумци су ем добри у своју работу, ем су и боеми луѓе. Што су? Боеми, знае да седне во кафану, да направи забаву, дружбу. Тоа е карактеристика на свите. Увек да им биде занимљиво. Да. Да. Порано смо ишли многу и после представе па седнемо негде за празници, колеги не испоштуев за 8 март, одведевме негде, ово. Било е многу интересно и увек бучно и увек весело. Да, и добра музика. Да. Еве га Нино Величковски овдека. Нино Величковски, ја го гледам тој слику и никако да ми текне. Знам дека у Дом на културу се дешаваше нешто. Вајда некоја забавна емисија и нешто Нино почна да пое, ја му се придружи, почна с njega да поему и некој не сликал и ми го даде слику, да. Баш убаво. Бубо, дали си ти вишуе популарна у Куманово, еве каде скочиш у град? Зоставивите луѓе, прошијавите? Прошуевме доста. Сега за популарна, не можу ја да зборувам, луѓе знаев дали сам ја још увек популарна или не, главно ме знаев. И некоја се сети по некој представу Тета Шана, па некоја по Патувачки театар Шопаловиќ, па некој почесто по Ленче Кумановче, зашто им страшан дојам. Вајда е тој наша историја, наше битие, кој што на некој начин тој бит увек го носимо со себе. Колку савремено доживиме, тај бит увек постои каде нас. Еве го овдека го покажаме Кети Дончевска Илич. И овдека ово е баѓа прослава од матуру. Да. Генерација. Еве кажи ги кои се овдека луѓе на слику, да не само моја да го завртиме према камеру. И па многу ги има, сега не може. Кои ги знаеш, еве? Па Тана, па Снежа. Не знам, многу ги има. Добро. Знае смо едноставно да се
svi da se soberemo i onda počne tu i uspomene, počne koji koliko unuci ima. Ovdje si i ulogu na teniserka, pardon. Ne, obična igra sve to i to je snimano u Ohrid. Tu je beše jednostavno mladi godine, devojački godine i to je taj. Bubo, znamo дека денеска деца се многу, да не кажу, слабо дружи покрај овие телефони, компјутери, лаптопови. У театар има деца идев, некои не идев. Да. Некако дојдева други вредности на живот и, како да кажу, повеќе деца су у други работи уклучени него у не убав свакодневен живот. Не, тој не ми се допада зашто деца, мислим школе. Ја мислам дека се организира представа за школе, дека деца идев, али дека тој интересување не е толку големо како што е било порано. Речимо, јас сам имала пуно промоција на книги, на сви наши поети, поезија, проза, многу сакам поезију. И тако да една книжевница која што имаше убаву поезiju, a u stvari bila Kumanovka, ne znam, prezime беше mnogo dugačko i mnogo komplicirano, što ja prvi put ga slušam te prezime, i ona kažujеше дека го се допада изведба на њојну поезiju и викаше ја Бобу Гојковиć го знам. У ствари мои први сазнања за театар потекнуева од Бобу Гојковиć, што ми беше многу драго. Нормално. Не сакам да испадне како фалба, али ипак е добра затоа што она како дете е ишло во театар и први сазнања за театар она тој ги е стекнала, што ми е многу драго. Денес се правиме Бубо, ти кажа овој слику да го покажеме обавезно. Ова ти е многу драга слика. Тој ми е многу драга слика, тој е Антигона. Ленка Удовички беше режисер и него правеше у антички стил, нели Антигона е античка представа. И правеше го у делови модерен стил, така да тој играм едну клошарку. Иначе играше Јокасту. И така е. Сега да прашам една твоја лична порука за млади генерации. Еве има деца кои сака се запишем на глуму. Кој би бие твој прв савет? Што треба да направи? Прво треба себе да се преиспита. Друго е ти да го сакаш театар, да сакаш глуму, а друго е да можеш. Едноставно, јас сама по себе сметам дека глумат се раѓа, а не се ствара. Може на некој начин да се створи, само тој би многу прозвучало, не би било у njega, не би било у негову душу. Театар треба да се прими с душу. Треба да се дише заедно со тој публику. Треба да имаш дубоку емоција за театар. Ако све тој го има еден млад човек и голему љубов за театар, ја мислам дека успех нема да изостане. Од бивши ју простори, кога највише цениш од тие познати глумци? Еве, например, од Београдско ателие Тања Бошковиќ, па други да не ги редосви глумци. Да, па Мира Ступица, па Марија Црнобори. Први пат како дете Марију Црнобори сум го гледала. И еден убав драмски лик, што да остави голем утисак на мене. Љуба Тадиќ. Имаше тај елита с многу добри гласови, с многу добар изглед, с многу добар изражај. Тако да и сега има добри глумци, београдски добри глумци. Ја мислам дека и наши глумци, има још стара елита е повише у пензију и све, али млади глумци кои што ако дојде у добри руке на режисера, ја мислам дека нема промашај. Кажи ми, кои ти проваѓа пензионерски денови? Па некад досадно, некад не. Имам две керке, имам 5 унучиња, имам едно праунуче. Поголема керка ми е у Краљево, помала керка ми е овдека. Идеш ли у Краљево? Иду у Краљево
Иду, па беше пред неколку месеца, право нуче да га виду. И душа ми се испуни, моја душа, да. Како живи Краљево сега? Убаво, убаво. Краљево е многу убав град, пун со зеленило, многу чисто, убаво. Да искочиш, овдека да искочиш, покажеш се зашто искочиш од прашини, од што не су чисти улици и све. Таму ако искочиш, на всеки ќошак има зелено. Убава Шумадија. Шумадија, да. За крај, кого би сакала да поздравиш овој емисија? Па сакам да ги поздравам мои керке. И овај керка од Краљево најверојатно ќе го гледа овој емисија. Да, на YouTube ќе го има емисија. Да, ќе го гледа. Мои унуци, што да ги поздравиме, кога се они сви на различити стране. Има ли чека некој од унуци да има афинитет за глуму? Па нема. Јас се надам дека правонуче ќе има. Да, али сигурно ќе искочи некој. С генерација најверојатно ќе искочи некој. На татка ми Телена ти мој, мора некој да го наследи, ипак е тој ген. Ген, да. Сакала би да ги поздраву сви мои школски, кои што многу су ми драги. Сви деца кои што сега су повозрасни луѓе од моју стару улицу. Најпосле да ги поздраву сви суграѓани и цел мој град. И да те видиме што побрзо на телевизор с некои представи, jer твое знање остана још не е доискористено. Требам ни још твои представи. Малку да ги кумановци развеселиш у овие тешки времења. Мене ми е многу драго што прошле пат у маркет иду у Тинекс и на касу наплаќам и една млада жена која што увек ми се обраќа со почит и вика зашто не играте у театар? Па не знам, викам, можда затоа што не им требам. А она вика, знаете што? Играјте у едну представу. Не мора да има текст. Само пројдите по сцену, мене душа ќе ми се исполни. Ја искочи од тој маркет пуна с некоја драгост, с нешто многу убаво чувство. Отидеше некаде до театар сега и застанеше малку да го пратиш времеплов и викаш овој изграду. Иду, повикавме на премиере, иду у театар и многу ми е драго кога ќе ме види таму и техника и глумци, ако има млади глумци кои што ја не ги сви познавам, имам доста и од Скопје, али мене ме знаев и свите ме толку многу изгушкав да мене ми е многу драго кога отиду таму. Живот ми е прошија таму едноставно. Да, и младост и све најбои години. Фала ти што беше гостинка и да се видиме другу прилику, па. Фала ти на тебе. Многу ми беше драго што направи сме убав муабет и што се сети. Јас се сети уствари на многу успомене. Од младост и од твој живот. Толку за денеска поздрав од прекрасен ресторан Куманово СПА. Ово беше 128 емисија с Љубица Гојковиќ Буба. Пријатно и се најбоље.